Планот за реформи во медиумите и афирмирање на принципите на владење на правото ја отвори и темата за предизвикот на децентрализацијата и зошто никој не зборува за улогата на локалните и регионалните медиуми во овие процеси. Ова беше една од темите на кои дискутираа новинари и представници од невладиниот сектор од Истокот во рамките на проектот Медија платформа за застапување од граѓанската асоциација Мост. Нашите колеги, не само од Истокот, туку од сите региони каде што ние бевме, кажаа стравотни приказни за условите во кои работат. Не може да биде правото на слобода на медиуми и условите во кои работат новинари не може да бидат ексклузивно право само на оние кои делуваме во Скопје. И најстрашното од се е што не може да станува збор за никаква национална борба против корупција и ресторирање на принципи на владење на право, доколку ние не им овозможиме на колегите од регионите да работат, да истражуваат корупција и да не бидат под притисоци. Од оваа обука ќе се изработи документ кој ќе биде доставен до сите релевантни институции и организации. Планираме да произведеме еден документ, тоа се барања кои ќе ги пратиме до сите релевантни институции и есновски здруженија, каде што не само што ќе ги мапираме вистинските проблеми и вистинските и ќе ги адресираме потребите на новинарите од локалните медиуми, туку ќе мора да смислуваме и нови начини, нови идеи, како ќе се бориме против корупција и како ќе се застапуваме за развој и за добра иднина, бидејќи тоа е нашата улога на новинарите. Од есенцијално значење за истражувачкото новинарство, но и за работата на невладиниот сектор е и влијанието на новите медиуми. Според мене, навистина мислам дека треба да постои синергија и соработка помеѓу традиционалните медиуми, помеѓу новите медиуми, особено и невладините организации. Есенцијално е битно да се обидеме сите да направиме се повидлива да биде таа содржина и на регионалните и на националните телевизии, медиуми, затоа што тие проблеми кои што се и во локалните и во руралните средини, па и во градските, се проблеми на сите. Вакви обуки беа одржани во 8 административни региони, а проектот е поддржан од Европската унија.